овие последните денови од 2022 година. Ова е термин за централниот дневник на КТВ. Добра вечер, почитувани гледачи. Јавниот градски превоз во Кавадарци станува реалност. Денеска беа представени 4 нови автобуси кои со постоечките 4 кои ги има општина Кавадарци ќе извршуваат градски и приградски превоз. Градоначалникот Јанчев и председателот на Советот доктор Рамов изразија задоволство од тоа што се реализира во општината еден нов проект кој ќе им овозможи на кавадарчани безбедно патување по ниски цени. Половина од цената на билетот е субвенционирана од општинската каса. Наша екипа денеска имаше можност да присуствува на првото пробно возење на еден од новите автобуси кој го направи градоначалникот Јанчев, кој поседува возачка дозвола за управување автобуси. Кавадарци во 23 година ќе влези со едно повисоко ниво на град, а тоа значи ќе има професионален и јавен превоз, и тоа за основните и за средните училишта, организиран на највисоко ниво. Тоа значи ќе има превоз за сите луѓе во општина Кавадарци на цела територија, и за Башовијата, и за приградските села, и за Дреново, Фариш, Бегниште, Ресава и за туристичките места. Во моментот се набавени 3 нови автобуси со по 69 луѓе и по едно инвалидизирано лице за соколичка да влезе и еден помал автобус од 55 патници. При тоа, имајќи ги обзир дека ние имаме 4 наши автобуси со кои што располагаше општина Кавадарци претходно, или се вкупно ќе имаме 8 превозни средства за јавен превоз. Нивото на подигање на свест на култура ќе се потрудиме на максимално ниво, поради тоа што ова се автобуси со највисоки стандарди, климатизирани, со вебасто грејење зимно време, со лесно качнување и стимнување за лица со попреченост и со инвалидитет и било како. И картата која ќе биде и приградска, и селска, и градска, ќе биде 50% субвенционирана според правилникот кој што го донесивме на Совет. Лично можам само да честитам на кавадарчани за јавниот превоз, меѓу ретките градови кои ќе има јавен превоз со повеќе линии. Тоа значи дека на секоја автобуска постои, а имајќи ги 37 во градот, на секои 29 до 31 минута ќе има автобус со движење на линија. Тоа е едно високо ниво. Гордоста и задоволството кај мене е стварно на високо ниво и така чувството ми е пресе сум задоволен и импресиониран како градоначалник, верувам и како граѓани за да постигнеме вакво ниво на град. Дигањето на свеста за возењето на јавниот превоз, пред се потрудиме за квалитетот на персоналот да биде добар, да не доцнат автобусите, да имаме редовен превоз, да бидат сега чисти, педантни, безбедни, меѓутоа и да можеме да придонесеме и во делот на екологијата, и во делот на заштитата на средства на самите граѓани. Сами знаете со ова економска криза, со енергенците, со горивото, дека многу граѓани беа овозможени да патуваат за основни потреби село-град или град-село за нивните секојдневни потреби. Дека им честита на кавадарчани, на цела општина Кавадарци јавниот превоз. Од 15 јануари почнуваме со основни и средни училишта, од 1 февруари најдоцна почнуваме и со јавниот превоз. Така да мислам дека е прав погодок и пак ќе потенцира задоволството на моја страна. Сакам да упатам честитки до идејата и до реализацијата на градоначалникот и Советот на општина Кавадарци за воспоставувањето на новото јавно претпријатие Градски превоз Кавадарци. Кавадарци сака со дела. Градоначалникот Митко Јанчев и една година од вториот мандат како председател на Совет на општина Кавадарци докажуваат дека кавадарчани заслужуваат подобро, заслужуваат европски град. Делата тоа го покажуваат. Ќе работиме сите заедно за менување на навиките, за воспоставување на нови начини на функционирање на едно почисто, поубаво, подобро Кавадарци, со помало користење на моторните возила, кои сега знаеме дека се во голем број, така да се надевам дека во наредниот период, кога оваа фаза на набавка и воспоставување на превозот е реализирана, ќе се потрудиме сите заедно, општествено одговорни, да го насочиме мислењето дека треба да го користиме јавниот градски превоз за нашите потреби, за до нашите работни места и дај Боже да имаме одлична реализација на овој прекрасен проект. Со оглед на краткиот временски период
од неполни 4 месеци што го основавме ова јавно предпријатие за градски превоз. Успеавме да стигнеме и да ги направиме сите потребни подготовки и да извадиме комплетна документација и законски норми за да отпочнеме со работа со јавен превоз во град Кавадарци. Тука спаѓа значи превозот на патници во градот, че има 2 градски линии кои се обраќаат на секој половина час. Практично че има градски превоз во текот на целиот ден, почнувајќи од 6 часот наутро па до завршување со последната линија во 9 часот. Планирано е, значи освен сите работни денови од понеделник до петок, градски превоз да има исто и во сабота и во недела. Во делот на приградскиот превоз ќе има 4 линии и тие ќе бидат опфатени со приградските села во општина Кавадарци и линија до општина Росоман со селата во таа општина. За приградскиот превоз обраќањето ќе биде по 3 пати во текот на денот. Ова јавно предпријатие го офечи и превозот на ученици од сите средни и основни училишта во општина Кавадарци и како јавно предпријатие го добиваме како делегирана надлежност да ги вршиме овој вид на превоз во нашата општина. Располагаме со 8 возила, од кои, како што може да забележите, овие 4 нови, практично 3 нови автобуси и 1 минибус и имаме еден автобус што беше собственост на општина Кавадарци кој сега преминува во јавното предпријатие и 3 комбиња за превоз на патници. Моментално работиме на делот со маркетинг, односно во изработка е веб страници и флаери со кои граѓаните ќе се информираат за сите информации од типот на временски интервју по автобуските постојки, на доаѓање на автобусите и заминување, цени на билетите, типови на билетите и начините на плаќање. И се надевам дека ние како јавно предпријатие основано од општина Кавадарци, начело со градоначалник доктор Митко Јанчев, ќе допринесиме за подобар живот и подобри услуги за граѓаните во нашата општина. Градоначалникот Митко Јанчев е гостин во емисијата Отворено за, која ќе се емитува на програмата на КТВ утре во 21 часот. Во вестите емитуваме сегмент од емисијата во кој Јанчев зборува за позначајните инвестиции во наредната 2023 година. За мене стратешки ќе бидат 23 година ставени програма, ова од спортот ќе почнам. Добро. Изградењето на спортска сала во Сопот, Добро. во Марина, Добро. Возраци и Дрено. Кавадарци? На спортскиот центар Јасмин? Спортскиот центар Јасмин е во втора фаза кај што имаме проширување на оние столови што стојат од 91 Кажете ме, година. граѓаните таму планирате и трибина за гледање и така. Апсолутно, трибина за гледање на фудбалско игралиште. Добро. Позади доградба на спортска сала со подрум. Во Браво. подрумот ќе има куглана Браво. и ќе има лизгалиште. Приземниот дел ќе биде гимнастичка сала и ракометна, ми се чини од помал обем. И првиот кат ќе бидат особи 10 апартмани комерцијално за сместување на луѓе, за да може спортска сала да има Цел само спортски комплекс. одржливост. Браво. Цел спортски комплекс кој што е да го доградиме. И да не забораваме тука до изградбата на фудбалски игралиште во Глишич. Добро, и во Дреново. Исто така во Дреново во склоп на салата и до салата ќе правиме и објект за местната, односно за урбаната заедница која што има за нивните потреби. ученици. Активни. Во село Сопот покрај спортната сала како капитален објект ќе добијат и испостава при детската градинка, клон на детската градинка. Имаме дечиња толку многу во... Има, испитано е, направена анализа. Браво. Исто како по примерот у Марина и Возрач има и Дреново детска градинка и Сопот. Браво. И Дреново и Сопот исполнуваат услови, веќе се стаени во програма. Тоа се два постоечки објекти во Значи, Возрац и Дреново. Марина, Дреново, најголемите села фактички ќе имаат згрижување на деца. Браво. Да, згрижувањето на дечињата, да не ги шетаат по 5, по 10 километри и така натаки. Кога сме веќе тука, би го спомнил во образованието и оброкот за секое дете од првото пето одделение. Оние кои што одат во таа смена. Како пилот проект ќе го почнеме април на средина до средина на јуни завршувањето на 22-23 учебна. Добро. А 23-24 ќе го фатиме цела. И ќе Тоа биде ќе бидат нормално... ладни топли оброци кои ќе може да ги користат учениците во самата училница. И ќе биде бесплатен
оброк за најмалите. Доколку се покаже ефикасно и добро, анкети од родителите кажаа дека се 99% за. Добро. После ќе направиме имплементација и за 5 до 9. Тие се малку повозрастни дечиња. Да, повозрастни дечиња, да видиме како ќе биде импактот од помалите, сепак не би сакале таа храна да се фрла или било како да биде рационално искористена на некој начин и да се крене таа навика да се стекне во делот на тоа. Комуналната изградба. Комуналната изградба зоолошката во градскиот парк. Градскиот парк, градење на зоолошката од 2 милиона евра. Нема да биде мегалманска, ќе биде малце по. Тоа ќе биде беби зоо. Добро. Мали автокони, животни, инсекти и со игротека. Добро. При тоа, при самата зоолошка ќе има и објект кој што и повеќе кошта, приземен и катен за стрелачките клубови. Сакате за професионално и за атрактивно стреляње на мета и за пиштол и за пушка. Браво. Тоа ќе се догради, градскиот базен кој ќе го чекаме од Агенција за млади спорт. Тоа Почнавме, застанавме, еве конечно веќе чекаме одобрение од нив дека тоа се отпочнува. Добро. И очекувам да се отпочне во месец јануари. Домот за деца со попреченост. Одобрен проект, одобрен од Министерството и Министерството е доста заангажирана за него. Добро. Тоа ќе биде во делот на здравствен дом. Самиот објект кошта околу 600.000 евра, кој ќе го изградиме и ќе биде во функција на децата со попреченост. Сега нас децата со попреченост се сместени во дел од централната градинка, што е тоа што не е соодветно сместување. Тука ќе имаат сите реквизити, ќе имаат вработени лица кои што по возрасти нема да бидат по возрасти и по нивните потреби за да можеме да го речеме максимот од тие деца. Деталниот план помина на последната седница, тоа е деталниот план Ладно Долче Дисанска. Добро. Маркицата за старечки дом е во функција на општина Кавадарци. Проектот утре дента е порачен по добивањето на деталниот план. За 2 месеци ќе биде готов со капацитет од 90 легла. И ја очекувам до 24-та на крај да го имаме тој старечки дом. Ки има ли обиколници има ли обиколницата проектот е предвиден. ЈПДП заедно со Министерството за транспорт и врски. Двете работи кои што јас ги инсистирам, ги застапувам заедно со сите пратеници од општина Кавадарци, тоа е патот Горна Долна Бошова за обиколницата за општина Кавадарци и до изградбата на патот Мрежичко Мајден. Моја информација дека Мрежичко Мајден веќе е одобрен. Се размислува на патот Долни Дисан Кавадарци и проектирањето на заобиколницата, која што воопшто не е мала. Не е мала работа. И да не забораваме тука граничниот премин Пулјевац. Во март месец во Солун имаме мешовита комисија на продолжување на постапката за идејното решение и преработката на граничниот. Може да влезат европски пари во овој проект? Може да влезат, само верувате дека тоа се многу спори процеси. Овие денови се поставува урбана опрема, односно 60 на канти за отпадоци се распоредуваат на повеќе локации во Кавадарци, изведуваче Лапластем Доел од Скопје. Во дневникот информираме и за реализирани превентивни активности на СВР Велес. Одсекот за превенција при СВР Велес вчера спроведе превентивна активност посветена на возачите во Кавадарци пред предстојните празници. При тоа на повеќе локации во градот на возачите им беше делен едукативен материјал изработен во соработка со Републичкиот сојуз за безбедност на сообраќајот на патиштата со пораки за безбедно управување на возилата, односно да не се управува возило додека се пие алкохол. Одсекот за превенција при СВР Велес во Кавадарци реализираше и превентивна активност во врска со промените на Законот за оружје. Имено полициски службеници пред членовите на ловечкото друштво ги презентираа законските промени во делот од Законот за оружје, со кој е предвидено задолжителна замена на дозволите за оружје најдоцна до крајот на задолжителниот рок 4 јуни 2023 година. Исто така беше поделен и печатен едукативен материјал во насока на доследно почитување и примена на законските одредби.
Новогодишната атмосфера за најмладите во Кавадарци продолжи и денеска. Дедо Мраз, Сани и Стела го посетија дневниот центар за лица со телесна и интелектуална попреченост во развојот. Се случи прекрасна дружба, а на корисниците на центарот им беа доделени новогодишни подароци од страна на Дедо Мраз, Сани и Стела. Сите сме еднакви на овој свет, секоја насмевка е важна. Изненадувања и за нашите најмили во детската градинка. Покрај караванот со Дедо Мраз, изненадување имаше за дечињата во останатите објекти Изворче и Снежана при јавната општинска установа Детска градинка Рада Поцева. Беше и присуството на нивните омилени ликови Сани и Стела и заедничката дружба. На градскиот плоштад пак во Кавадарци денеска се делеа новогодишни пакетчиња за учениците од основни училишта во Кавадарци. За нив беше изведена и театарската представа Музејот на Дедо Мраз. Новогодишна приредба во Општинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци подготвена и реализирана од учениците од прво до трето оделение. Во сите основни училишта и предшколската установа во Кавадарци, во објектите поодделно, денови се одржуваат новогодишни приредби кои особено наидоа на радост на нижите оделенија од прво до четврто. При тоа учениците изведоа и богата програма која ја подготвија заедно со своите наставници. Во оваа прилика се остануваме на новогодишната приредба која беше изведена во основното општинско училиште Гоце Делчев во Кавадарци. Таа беше подготвена и реализирана од учениците од прво до трето одделение, а ја следеа сите наставници, родители на учениците и блиски од семејствата на оние кои се школуваат во ова основно училиште, едно од најголемите во општина Кавадарци, затоа што е поместено на територија каде што се школуваат голем број на наши деца. Приредбата најдена голема радост кај сите, особено кај децата, кои доаѓањето на Дедо Мраз и новата година им предизвика позитивни емоции. Продолжуваме со други содржини во дневникот. Донесовме една многу важна одлука за посебни услови за трговијата на одделни стоки, со која што го продолжуваме ограничувањето на маржите до 30 април следната година, доколку условите на пазарот со цените тоа го бараат. Но донесовме и одлука со која што се овозможува на Министерството за економија, доколку тоа условите на пазарот го побарат, да изврши и замрзнување на одредени цени на основни прехранбени производи. Порача меѓу другото премиерот Димитар Ковачевски на седницата за пратенички прашања во парламентот. На последната владина седница донесовме една многу важна одлука за посебни услови за трговија на одделни стоки, со која го продолжуваме ограничувањето на маржите на основните прехранбени производи до 30 април 2023 година, доколку условите на пазарот со цените тоа го бараат. Меѓутоа, исто така, донесовме и одлука со која што и се овозможува на Министерството за економија, доколку условите на пазарот тоа го побараат, да изврши и замрзнување на одредени цени на основни прехранбени производи. Имајќи предвид дека со оваа одлука се ограничува растот на цените преку утврдување на висината на трговска маржа, која треба да влијае на растот на цените на мало, на основните прехранбени производи, а состојбата на пазарот укажува дека цените не се стабилизирани, се наметнува да потребата да се продолжи рокот. Дополнително на тоа, владата на Република Северна Македонија овозможи од 1 декември оваа година да се користи субвенционирана електрична енергија кај домашните производители на основни прехранбени производи, се додека трае кризната состојба во непречено снабдување со електрична енергија. Таа субвенционирана цена на електрична енергија изнесува 80 евра за мегават час. Доколку компаниите набавуваат на слободниот пазар, каде што и набавуваат, би требале да платат 5 пати поголема цена на електрична енергија. Владата ја поскапува струјата, цената на ефтината тарифа се зголемува повеќе од дупло, изјави денеска лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Ефтината тарифа од 0,6 денари се зголемува на 1,3 денари, повеќе од 2 пати. Тоа го заборавија да кажа. И сега кога ќе си пресмета секој еден граѓанин колку киловат часови троши во ефтина, колку во еден од блоковите, ќе видите дека сметката со ова што вие го кажувате со додадените плюс 5% данок на додадена вредност ќе биде најмалку 20% поголема. Но тоа од 1 јануари ќе го видат сите граѓани, ќе го доживеат. Тоа го заборавија. Тоа никаде го немате, нити во соопштението на регулаторната дека
Ниската тарифа од 0,61 така беше денари, киловат сат стана 1,3. Наедно се зголеми за 200%. Тоа никаде го нема, тоа никој не го кажува. Еве, ја ве охрабрувам, појдете. И уште еден податок ќе ви кажам. Знаете зашто е тоа така? Во 2021 и 2022 година, од државниот буџет, вие, сите овие луѓе тука што ја гледате, префрлиле во АДСМ, поранешно Елен, повеќе од 265 милиони евра. 265 милиони евра. Само оваа година, заклучно со ноември, без декември. Ова е транспарентен податок. Отворете Open Finance, ова не го измислувам ја, бројки се, отворете Open Finance и таму ќе ги најдете. Само оваа година се префрлени 118 милиони евра, а со декември повеќе од 200 милиони евра. И како да тие пари? Од државниот буџет се префрлаат во ЕСМ, ЕСМ распишува тендер за ископ, се оценуваат компании да не се пријавуваат на тој тендер за ископ и поради итност се подпишува договор во 4 очи. Истото тоа се прави и со мазутот, истото тоа се прави и со увезениот јаглен, односно транспортот, истото тоа се прави со авансното плаќање на фактурите за увезена струја. И од тие 200 милиона, проценките се дека најмалку 30 милиона се крадат. Еве ги овие што повикуваа на борба со криминал и корупција, каде е адресата да појдат, не треба многу појавности, твитови, пишување и не знам што. Нека појдат во самиот строгиот центар на град Скопје, нека ги отворат документите и ќе видат каде е криминал. 30 милиони, јас ви гарантирам, од тие 200 се крадат. Ете така функционира оваа влада и така функционира и затоа ниската тарифа од 0,6 ќе стане 1,3. Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко ги започна активностите за одбележување на патронатот. Денеска наставниците играа фудбал, а учениците навива. Централниот настан е предвиден за утре. Денови нашето училиште, Киро Спанџов Брко Кавадарци, го организира патрониот празник на нашето училиште. Денеска организираме турнир во мал фудбал, кој што ни представува уводен дел, воведен дел на сите активности кои што ни се планирани за по повод патрониот празник на училиштето. На овој турнир учество земаат нашето училиште, Киро Спанџов Брко, Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров и Средното општинско училиште гимназијата Добри Даскалов. Овој турнир ние го организиравме уште од 2018 година и 19, но заради пандемијата 2020 и 2021 година бевме спречени да го организираме овој турнир, кој што представува убав настан и нашата идеја беше и се уште да прерасне како традиционален турнир по повод нашиот патронен празник. Мораме да напоменеме дека на овој турнир не играат учениците, туку играат наставниците. Точно, така беше и првичната идеја, значи сега на овој турнир играат наставниците од трите средни училишта во општина Кавадарци, а учениците навиваат и ги бодрат силно нашите колеги професори од трите средни училишта. Прославата на патронот продолжува и утре. Точно, централниот настан е предвиден за утре, имаме предвидено програма. Најпрво започнува во 10 часот, полагање на цвеќе имаме, потоа имаме културно-уметничка програма, манифестација во училиштето, имаме прогласување на тројца ученици кои што изработија есеи по македонски јазик и литература, есеи по англиски јазик и по ликовна уметност изработуваат цртежи, значи најдобрите ќе бидат наградени. А исто така обезбедивме награди за второ и трето место, затоа што имавме прекрасно изработени изработки од нашите ученици. Продолжуваме со информација од спортот. Квалитетна полусезона за кавадаречкиот ракомет. Првиот тим ќе игра во плей-офот, младинците и пионерите се втори, а кадетите четврти во своите групи. Првиот тим на градскиот ракометен клуб Тиквеш одигра квалитетна полусезона во македонскиот ракомет. Во својата група го освои четвртото место и во новата година ќе игра во плей-офот и ќе се обиде, ако му се укаже можност, да стигне до местата кои водат во ракометна Европа. И младите категории на кавадаречкиот суперлигаш имаа квалитетни полусезони. Младинците на Тиквеш во својата група по 7 одиграни кола имаат скор од 5 победи, 1 нерешен и 1 пораз.
Поразот е од лидерот на табелата, екипата на Multi Essence, додека нашите младинци цврсто ја држат позицијата број 2. Кадетите одигра 5 надпревари и имаат скоро 3 победи и 2 порази и моментално се четврти во својата група, но сите екипи кои на табелата се пред кавадаречките кадети имаат само по 3 бода предност. Пионерите исто така одигра одлична полусезона. На 6 надпревари имаат скор од 5 победи и 1 пораз и со 15 бодови се втори во својата група со само 3 бода за останување за лидерот Куманово, од кој кавадаречките пионери го доживеа и единствениот пораз, и тоа на гости. Синоптичарите не најавуваат големи промени кога е во прашање временската состојба, еве какво време не очекува. Утре ќе се задржи променливо облачно по одделни котлини, особено долж по Вардарието, со појава на магла или ниска облачност и слаб претежно западен ветер. Температурата во интервал од 2 до 12 степени. Го гледавте Централниот дневник на КТВ, имајте секој добро со нашата програма.